Монти Пајтон во скопската населба Лисиче. Булдожери, мешалки за бетон, блокирани улици. Премиерот и задолжителната владина придружба. Сите вчера насмејани пред камерите поставуваа камен темелник на нов колектор за отпадни води. За лопата се фатија сите. Премиерот Груевски, спикерот Велјановски, градоначалникот на Скопје Трајановски, првиот човек на општината Аеродром Коневски. Отпоздравуваа пред граѓаните, се насмевнуваа пред камерите. Но откако народот замина, магично исчезна и целата механизација. За 40 на минути беше тргната бината, па дури затрупана и дупката. Жителите на Лисиче не смеа коментираат. Напразно донесена огромна мешалка за бетон, кога и таа мала дупка денеска повеќе ја нема. Се собра багери, се собра копачи, демек ќе се поставува некоја станица за одвод, меѓутоа неднаш изникна и бина. И таа бина ја снема за неполни 40 минути од кога се заврши цела работа. Значи, вие можете слободно да погледнете, ние стоиме на местото каде што требаше да биде веќе почната работата во изведба. Камерата на Ајден денеска појде на местото каде требаше да се гради прочистителната станица. Наместо работници кои ревносно работат на проектот помпезно најавуван како најзначаен фекален колектор во тој дел од градот, празна пољана, само табла која сведочи дека тука требало да се гради. Местото не е ниту оградено, напротив служи како и досега, како импровизиран паркинг простор. Жителите на соседните куќи раскажуваат дека вчера прашувале зошто не се продолжува со работа и зошто се трга целата арматура. Од работниците добиле одговор дека механизацијата треба итно да се однесе на друго место, каде првиот владин ешалон треба да фрла лопати пред изборите. Жителите денеска револтирано прашуваа дали е ова камен темелник за еднократна употреба само за добивање изборни поени. Вие можете слободно да свртите со камерите, а јас можам да ве однесам на местото каде што беше бината и каде што вчера беше затворена улицата. Иако на функционерите им е забрането да ја злоупотребуваат својата функција за промоција на партиите, ова не и пречеше на ВМРО ДПМН цел викенд да си прави промоција на државен трошок. И овој викенд се фрлаа лопати, се спуштаа камења на проекти кои својот финиш не само што нема да го видат во следната година, туку неизвестно е кога воопшто и ќе бидат отпочнати.